Kokëdhembja është një aktualitet që thuajse asnjëherë nuk humbet, posaçërisht në këtë ndryshim të moteve të stineve, kokëdhembja është gjithnjë më prezente, thuajse çdo person pak në moshë të shtyr vazhdimisht ka kokëdhembje. Lidhur me kokëdhembjen, arsye që çojnë drejt kokëdhembjes, të gjitha këto aspekte të tjera të kokëdhembjes, do t'i diskutojmë me profesorin e nderuar, profesor doktorin Metodi Çepreganov, neuropsikiatër dhe epileptolog nga klinika Neuromedika. Profesorin e nderuar, tani më e kemi në studio, do të mundohemi që sa më shumë të kërkojmë përgjigje nga profesor. Profesore, dobro utro, dobro ni dojdovte u Shumë naše. faleminderit za ovo što kažavte. Вие ме разбравте се, професоре? Јас се да не речам, али се думи се просто разбрав. Овие се малку зборови за вас, Пред професоре. ова го ви кажав дека работев 18 години, секоја сабота во Призрен. Да, дури ме прашавте дали знаете каде е Призрен. Јас ви одговорив дека знам. Професоре, добре ни дојдовте. Повелете. Една мала така забелешка. Во тоа време, ја не знам по која причина, во Призрен огромен дел од населението збореше појки турски. Интересно. Го научивте и турскиот? Па, научив се. Јас зборам доста јазици, ама мислам дека јазик можете да кажете дека зборите тогаш кога го зборите, не мислите на него. А ова подразбирам, бидејќи и моите другари во Штип беа турци. Апропо на ова, да не изгубиме од темата. Не, борете секогаш за воведе убаво. Благодарам што ме поканивте, што сум овде, да бидам Чест ни е наша, професоре. искрен. Многу сум пријатно изненаден од се што гледам Големината овде, на и односу на нашата техника, телевизија. големина, организација и така натаму. Благодарам, али и браво. Професоре, јас намерно реков дека главоболките се се поприсутни, посебно во овие промена на времето, на шала ви реков и песпарица, и тоа секогаш некако на некој начин ствара главоболка. Професоре, да почнеме медицински да зборуваме. Ме интересира првин да ги класифицираме главоболките. Одма кажам дека главоболката е еден од најчестите симптоми на публичното здравје. Пример, ако во една амбуланта чекат 100 души, бидите сигурни дека 80% од тие ќе имат некаков тип на некаква главоболка. За жал, така е. Значи, еден од најчестите симптоми кај општата популација. Не верувам дека постои човек на мајката земја и планета кој немал Не почувствувал главоболка. И сега, добро е да направиме една мала поделба, да ја кажам, личната карта на главоболката. Значи, има голема класификација, мојата маленкост е дел од таа ИХС се вика International Headache Society, интернационална друштво за борба против главоболката. Така да, они имаме посебна една класификација која е многу голема и сметам дека за аудиторијот не е тоа потребно. Меѓутоа, 30 главни групи на главоболка. Едната група ја викаме симптоматски главоболки, тоа е околу 10%, ќе ги обяснам после кои се. Втората е така наречени мигренозни главоболки, и тие ќе ги обяснам, исто 10%, 8 до 10%. И најголемата група е ова за која вие рековте сега без парица, нели? Така наречени психогени главоболки, тензијни главоболки, невротски главоболки, психички главоболки. Главоболки предизвикани поради, ќе обяснам малце повеќе, затоа што мислам дека таа е најинтересната група и тоа е она што ги веројатно најповеќе интересира вашите гледачи. Значи, симптоматската главоболка е главоболка резултат на било каков процес на ниво на черепната кутија. Од мозокот до крвните садови, до синусите, до очите, до ушите, устата, се што се наоѓа на ниво на главата. Да кажем одма дека самиот мозок нема нервни завршетоци. Тој не боли. Ви можете мозокот да го бодите, нема болка. Значи не реагира на ништо мозокот? На ништо не реагира. Боли има само една реагија, сензитивен кортекс, ја викаме и лево и десно, која е болна, бидејќи има нервни завршетоци. И болат менингите, обвивките околу мозокот
и големите стебла на кръвните сало. Значи, тука е бълга и сега си щуплини, зависите ти имат нервни завършетоци, болни нервни завършетоци, нели, поради кои я усетиме болката. Значи, симптоматската главоболка може кај секако да биде присутна, лесно е препознатлива. Зошто? Затоа што е на местото каде што е актуелниот процес. Не да може хеморагија, крварење, не да може тумор, воспаление, синузит и така натаму, да не е многу травматизиран. Вториот тип на главоболки, реков, се мигренозни главоболки. Има разни проценти, околу 10% е основниот процент. Основно да се каже дека овие главоболки се 4 пати по-чести кај жените, мигрената е 4 пати по-честа, отколку кај мажите. Зошто, професоре, зошто на жените секогаш и пишува дека се жените главно се неимуни кон главоболките? Дали во прашање е самото биолошко пореметување или хормоните или пак жените се послаби и не можат да издржат главоболки? Браво, вие го веќе давате одговорот. Значи, жената е хормонално многу побогата од мажот. И затоа има 4 пати повеќе мигренозни главоболки. Значи, хормоналниот статус кај жената е апсолутно побогат од тој кај мажот. Значи, хормоните се тие? Уште една реченица и во тој смисол, што може многу мажи ќе ми замерат, жените се многу поиздржливи. Значи спротивното е. Значи, да, ние сме тука воспитани во малку подруг, мажот, тој свештове. Физички да посилен. Немам ништо против тоа. Меѓутоа, јас сум за една равноправност и биолошки гледано, значи поради богатството со хормони, жената е поиздржлива. Тоа е докажано, не е моја измислица. Сега, значи, одговор на вашето прашање е, мигренозните главоболки се многу почести затоа што жената има богат хормонален живот. Таа главоболка е многу типична, многу е карактеристична, затоа што има неколку симптоми кои ја одвојуваат од овие другите две групи. Прво е еднострана, затоа се нарека емикранија, половина глава боли. Второ, секојаш е попратена со повраќање. Трето, има така речена фотофобија. Светлото му смета, бега од светлото, бега во темна просторија. Гласови, шума, бука, нели, така натаму, значи, фоно и фотофобија, нели. И по тоа можете да одма препознаете дека еден пациент има мигренозна главоболка, бидејќи он не може да седи овде на ова светло. Он мора да бега у темна соба, па имаат обич и ги врзуваат главите. Со компири, професоре, и компири стават, и оце стават, и газија сум видел, и што не, нели, веројатно на секој тоа на свој начин помага, ама како и да е, таа е многу типична и е лесно препознатлива. Зошто се вели дека и доколку земеме нешто препарат за главоболки, во тие случаи ништо не помага? Дали може да биде точно тоа? Не, и да и не. Зошто и да и не? Значи, многу е битно да се класифицира за каква главоболка се работи. Ако се работи за органска главоболка, секој аналгетик ќе помогне, макар и кратко време. Ако се работи за мигренозна главоболка, тоа е еден начин да вие одредите дека е таа мигренозна или е тензиона, или е психичка главоболка. Зошто? Затоа што има денеска препарација, мислам посебно разборам за терапијата, нели? Па ќе кажам за сите. Значи, посебни препарати кои за 10-15 минути ја смируваат мигренозната главоболка. Како кажеме малце поиќе тоа. И трета група, реков, тоа се тензионите главоболки, невротските главоболки, најчестите главоболки, од кои за жал страда огромен број од луѓето. Значи, на што се должат? Те се должат на еден стресоген фактор. Ја би сакал ме повикате да збореме некојаш поиќе за стрес. Секако, стресот е многу актуелен, професоре. Имаме две книги, еве, со почитуваната Теодора Костовска. Книгите се вика Стресот и ние, и стрес, несолица, анксиозност, страв, паника и депресија.
тоа друга прилика. Искористив прилика само да го најавам. Значи, стресот е еден фактор, декланширачки, фактор кој иритира, кој надразнува за секого од нас, зависи од јачината на стресот, зависи од тоа колку таа траума од надвор, ние викаме екзогена психотраума, може да биде физичка. Значи, психотраума која е најшла. Седиме, ме навредите, ве навредам, дојде до една нервирам. Да, и тоа се дешава секој ден дома, со свекрва, со деца, со мажот, со пријатели, гледат телевизија, чуете некоја вест која не ви е пријатна, тоа е екзогена психотраума. И сега, што се дешава вашиот организам? Кај сите нас настапува една огромна реакција, една револуција, со поедини структури кои влезат однав во играта и крајниот резултат е ова што го рековте вие. Хормоните кои од хипофизата, од хипоталамусот и од супрареналната жлезда биваат максимално излучени и таа хормонална дисхармонија ја прави главоболката. И мигрената, ама и тензионата главоболка. Тука доаѓа до комбинација. Доаѓа до една компликација, нели, која што ја стегува мускултура овде и ние почнуваме често. Ова главоболка на клинички план има најразлични што може да чуете. Едни викаат као да ми чукат тупани внатре, други као да има вода внатре, трети као да го стегат обрачи, четврти стегат моја глава. Како да не е моја главата и така натаму. Значи, најразлични манифестациони симптоми ќе ги чуете и тоа е знак дека се работи за една тензиона главоболка. Како го ја лечиме главоболка? Тоа сакав да ве прашам, докторе. Како да спречиме пред да лечиме, како да спречиме додека си добиваме една информација, додека си добиваме една навреда, додека некој не нервира, како телото да го навикнеме да го прими тоа? Да не дозволи да го прими, како велат постарите, од тука да влезе, од тука да излезе. Како да направиме таков одбранбен систем да не доаѓа до главата ништо наше? Значи, многу добро прашање, very good question, нели? Ама и многу тешко прашање. Да. Затоа што тоа е, би рекол, филозофијата на нашето постоење. Ние во стресологијата употребуваме еден многу фин израз, веќе го дополнивме, ќе го кажам, се вика екологија на духот. Тоа се нашите интерперсонални односи. Или во најновата стресологија е крстена под името на социјална когниција. Што значи тоа? Како вие и јас се однесуваме. Ама како вие и јас се однесуваме зависи од тоа колку е Венера воспитана, едуцирана, многу сте паметни, сега да не фалам пред аудиториумот, имате една посебна топлина и сте родени за медиум. Затоа што медиумот бара емпатија, бара љубов, бара почит, бара доверба и бара толеранција. Тоа се основните постулати на социјалната когниција меѓу луѓето. Значи, нашите интерперсонални односи да бидат не со омраза, не со злоба, не со љубомора, не со интолеранција, да биде обратно. Да ние се насмееме, се разбереме и се договориме. Во тоа лежи одговор на ова прашање што го поставивте. Значи, ако е личноста лесно ранлива, а ние сме сите лесно ранливи, и ако нападот на интегритетот врз таа личност од другата бил таков да не може да се воздржи, тој мора да има главоболка. Не ќе може да го тоа голтне. Значи, постојат начини како да се ослободиме. Најдобро ова што го рековте, да не дозволите да влези стресот во вас. Ама тоа е многу тешко. Дојдете дома, се видите со пријател некој и спонтано испадне нешто што вас не е гледате пријатно. сметката, нема пари, гледате другите сметки. Да не набројувам, Професоре, сметка нема пари. Јас морам да ве прекинам Добро. тука.
Profesori nderuar, metodi që preganov epileptolog dhe neuropsikiatër është mysafiri ynë me cilin e filluam bisedën, do të vazhdojmë tani flasim kryesisht për kokë dhembjet. Sqarime shumë të bukura na kanë erdhur deri tani nga profesori nderuar, do të vazhdojmë bisedën aty dhe ku e lam. Profesore, da продолжиме таму кај што застанавме. Зборувавме за одбранбениот терапијата, да, и кај терапијата. одбранбениот механизам. Значи, според мен тоа е за тензионите главоболки. Многу е битно како и на кој начин ќе го примите стресот, реков, затоа што секоја стресогена состојба, посебно хроничните, пролонгирани стресогени состојби, во нас прават една револуција на хормонален план. Сакам да дадам една поука, да ме послушаат луѓето, да избегаваат стресогени состојби, по можност колку е можно да се тие решат побрзо, затоа што секоја стресогена состојба и акутните, а посебно хроничните, доведуваат до многу така наречени психосоматски болести. Например, екзем, Значи се тоа срцеви болувања, чирна 12 пати, така натаму да не ги набројам, да не травматизирам, нели? А тие се психосоматски болести кои ние, тоа е таа менаџерска болест. Затоа што луѓето кои се на одговорни места, поради секојдневните стресогени состојби, многу често страдат од срцеви инфаркт. Да не плашам. Ама тоа е вистина. Значи, треба да најдеме начин како и на кој начин да се самите превенираме, да не дозволиме да стресогената состојба, стресогениот фактор влезе во нас, бидејќи тој што влезе прави една огромна револуција. прави што сака. Прави што сака, прави еден урнебес во нас, од кој за жал страдаме ние самите. И сега се враќам на тоа што можеме да дадеме кај. Ако се работи за една симптоматска главолка, тоа е таа прва група, се дават аналгетици, меѓутоа секогаш треба да се најде факторот кој ја прави таа главолка и да се дадат соодветни аналгетици, односно да се најде решение, ако е сега пак да не, ако е синузит да се реши синузит, ако е отит да се реши отитот, ако е болка во окото да се реши таа состојба, ако е решлива, има разни болести. Втората, мигреносна главолка е многу карактеристична. Французите имат многу добар израз, викат chaque souffre à sa manière et chaque prend son médicament. Тоа значи секој пати на свој начин и секој зема свој лек. Јас сум видел мојата пракса од 56 години веќе доктор, луѓето земаат најразлични лекови. Што ти не? Ама вели тоа ми помага. Значи секој има свој медикамент. Кај нас е многу лоша работа, што да не кажам 90% од луѓето, ама сигурно 80% од луѓето земаат сами лекови, без било каква консултација со лекар и најчесто земаат погрешни лекови. И токму поради тоа, посебно нашата популација, постојат два проблеми кои сакам да ги напомнам. Едно се вика таблетоманија. Тоа значи голта секој ден лекови, ако од нив нема никаква корист. Таблетоманија. Многу опасен. Тоа е као една врста зависност. Да. И вториот дел е полипрагмазија. Полипрагмазија значи земање на неколку лека, без да има потреба, кои во себе, во нас, стварат еден токсицитет. Затоа што лек со лек не се поднесува и ствара нов лек кој може да биде токсичен за нашиот организам. Меѓутоа, денеска за мигреносна главолка постојат така да речени триптани лекови, ги има една плејада, кај нас се произведува алкалоид, прави суметрин, еден избореден препарат, не правам пропаганда, него вистината е тоа, има од 50 и од 100 милиграми. Една таблетка, суметрин или суматриптан, или имигран, или наратриптан, или зомитриптан, или зомик, така да не ги набројам, тие ја снемуваат главолката. За 10-15 минути пациентите биде. Многу големо олеснување. Тоа не е многу убава информација, професор. Да, оваа информација треба да знаат и
гледачите, значи триптаните се препарати кои се денеска во употреба. Порано имаше и сега има ерготамински препарати, па на мигрен, па да не ги набројам, има ги многу. Меѓутоа, нивниот ефект у односу на триптаните е половичен. И втора работа, која е многу битна, ерготаминските препарати кои беа дихидроерготрамин, ерготамин тартарат, така натаму, сигурно тие што ме мигранати ги знаат, бидејќи мојата маленкост која бев помлад има фамилиарно, така ја ти кажам и за тој фамилиарен момент кај мигрената, значи, сме ги земале, прават пореметување во белата маса на мозокот. И магнетна резонанца тоа го покаже. Има плаки, хиперсигнали, така натаму, да не замара многу. Значи, многу внимателно со ерготамински препарати, дури да не кажам, модерните мигренолози, нали, како Лесен, како Москович, така, не ги многу препорачуваат. Затоа што имаме замена во триптаните. Професоре, диагностичкиот распит на пациентот. Спомнавте тука и мигрена и наследството. Колку главоболката е наследен фактор. Значи, кај вас кога доаѓа пациент? Јас сум ваш пациент, например, не сум ваш пациент. Значи, со главоболката некако се справувам. Сите имаат главоболки во денешно време, реков и на почетокот. Ја реков, нема човек кој нема главоболка. Професоре, кога доаѓа некој кај вас и почнува, нели, распитот? Диагностикира. Да. Анамнеза. Како се прави тоа? И колку сето ова, дали за прв пат кога ќе го видите човекот, ќе речете Методија или Венера, дали имате некој во фамилијата што постојано му боли главата? Да не кажам прво, ама второто прашање ми е тоа. Многу добро прашате. Значи, второто прашање е тоа зошто? Затоа што медицината веќе наслутила, а кај некои мигрени и докажала, кај фамилиарна хемиплегична мигрена, дека наследниот генетски фактор е апсолутно присутен. Значи гените се во прашање. Да не кажам. Мајка, татко, односно мајка, сестра, друга сестра, војко и така да. Значи, кога ќе имам големо искуство, кога ќе разговарам, одмah чувам да сестра ми имаше, брат ми имаше, тетка ми имаше и така натаму. Значи, фамилиарна предиспозиција постоела и ќе постои. И тоа е еден од, да не кажам водечките фактори, дали се работи за мигрена за главоболка. Затоа што ниедно комплементарно испитување за кое сакам посебно да кажеме некој збора, нема да ви ја покаже мигрената као болест. Али затоа ќе ги исклучи другите и анамнезата, диагностичкиот распит, кој што го споменавте, е тој кој што ќе ни каже дека да, кај тој пациент се работи за еден мигренозен тип на главоболка. Значи, апсолутно на место ви прашањето, распитот за фамилијата е неопходно потребен, исклучиво за мигрената. Иначе, тензионата главоболка е за ова симптоматската не, бидејќи тамо болеста се јавила и затоа боли главата. А за тензионата главоболка веќе одиме во едни други води, али имате право и овде. Значи, многу е битно во каква фамилија живеете, во која односите се хармонични или дисхармонични. Средината е морбидна или е вистински функционална со воспитание. Така, менталниот статус на сите во ваша фамилија е окей, има разбирање, има почит, има доверба, има толеранција, нема кавги и така натаму, така натаму. Оти тоа дури стресолозите сметат, и тоа е докажено, и една мајка која носи дете, ако во тие X месеци на бременост живеела во стресогени фактори, тоа дете има веќе во себе покачен адреналин. И тоа дете ќе се роди со некаква, да не кажам предиспозиција, ама нервозно. Бака македонски речено, не нашински. Нервозно детенце ќе биде. Значи, многу е битно условите и факторите кои се од средината, од милието во која ние
живееме, постоиме, екзистираме, растеме, учиме и така и се дружиме. Многу битен фактор. Не знам дали ви одговорив на ова вашето прашање. Конкретно, значи, фамилиарноста постои посебно кај мигрената и многу е битно условите, значи, домашната средина, тоа како е она устроена, од тоа зависи дали ние утре, други ден ќе добиеме една тензијна главоболка. Во контекст на така наречените психосоматски болести кои што ги споменав, кои се завршниот дел од една пролонгирана, стресогено условена ситуација во една фамилија, во една средина, во една држава, ако сакате. Професоре, магнетна резонанца, компјутерска томографија, лабораторија, исследувања други. Како во Невромедика ги имате сите овие апарати? Се има, се знаеме дека е од најдобрите клиники. Ме интересира како се доаѓа до констатацијата дека еден пациент боледува од мигрена или од другите типови. Јас спомнувам мигрената зашто многу често се дали од тензични заболувања, други на главоболки. Како доаѓа до таа констатација? Значи, основниот доктринарен став. И зошто ќе користите овие магнетна резонанца, компјутерска томографија и се? Доктринарниот став на ИХС, како споменав, International Headache Society, е да секоја главоболка биде максимално сериозно сватена. Значи, што значи тоа? Прво, преглед на пациентот невролошки. Ова што го споменавте, многу ми е драго, избрано прашање, диагностичкиот распит, да осетите што е, како е средината, кај работи, што работи, каква работа има, има тензија, нема тензија, така да. Значи да добиете еден, би рекол, социјален впечаток, општествено социјален за тоа кај се наоѓа пациентот. И сега, после прегледот и после тој распит, одиме на убавезно, така начини комплементарни инвестигации, комплементарни диагностички методи. Електроенцефалографија, да се види каква е функцијата на мозокот, магнетна нуклеарна резонанција и компензирана томографија, да се види дали постојат анатомо-морфолошки промени внатре мозочното ткиво, во черепната кутија, надвор и така натаму, многу прецизни методи. И ако бара сега дополнително лабораторија, пункција на ликвор и така натаму, тоа е више дополнително. И морам да кажам дека секој се труди, секој диагностичка установа, ние Невромедика тоа го правиме во рокот саат, максимум, ние имаме комплетна диагноза за пациентот ако има било каков тип на главоболка. Значи, тоа е онаа предност, пациентот не оди, не шета, не скита, сите методи му стука, имаме 1,5 Тесла магнет, извореден, Siemens, имаме Siemens 64 слайсен или извореден апарат за комплетна диагностика на цело тело. Имаме електроенцефалограм, видео ЕЕГ кој го прати пациентот со две камери, возика се тој слика, да се види каква е корелацијата на активноста и со евентуални напади ако има и така натаму. Значи, комплетната диагностика е многу битна, да се постави брзо и да се дојде до еден заклучок. Дали се работи за симптоматска главоболка, дали се работи за тензијна главоболка или се работи за мигренозна. И тогаш се дава соодветна терапија. Професоре, јас имам тука еден материјал, ме интересира зошто се вели епидемиологија на мигрената. Дали може мигрена да биде епидемија? И дали е во времето епидемија? Не во таа смисла. Епидемиологија се мисли на честотата, на фреквенцијата на но дали мигрената може оти секој втор човек е веќе не, во таа смисла не. Тензиони главоболки во символична смисла би рекле имаат во една популација има многу тензиони главоболки затоа што општествено-економските услови се така. Ќе одам многу далеко ако го елаборирам тоа. Затоа што не е исто дали живеете во една земја во која просекот на плата е да кажам туку $1000 или е
20, 30, 50 евра, гледам. 10.000 денари може също. Не знам, не се Професоре, радвам много во тоа. Така да, тая дискрепанца е многу битна, затоа што основниот проблем, не сакам да не минам погрешно разбран, за Македонија сметам во овие актуелни услови е екзистенцијалниот. Да. Како јас ќе преживеам, Како да обстојам. дали ќе, како да обстанам. Да. Како ќе Професоре, обстанам? ги Ме спомнам. сваќате? И тоа ствара една душевна напнетост Главоболка. секојдневна. И ствара главоболка. Се разбира, Нормално. да. Затоа реков без паријата, професоре. Нормално, тоа е... Тука се вие мас медиумите, јас сам, не сакам да не ме сватите критизерски. Многу значи вашиот осмех и вашиот говор и вашиот пренос и вокабулар на тоа што сака да го кажете, во кој има или емпатија, или љубов, или добрина, или топлина, милост, така натаму и така натаму, за вас борам точно, бидејќи сте такви, или обратно. Злоба, омраза, една агресија невидена. Оти агресијата не е ништо друго туку немоќ интелектуална на еден човек да се справи со реалност. И јас ако не сум моќен, јас ќе ви удрам тупаница. Што сум направил? Значи јас сум ја победил, ама со тупаница, а не со браин, не со мозок. Професоре. Дали ме разбравте? Да, секако ве разбрав. Професоре, колку главоболката, ова последниот аспект би било, може да најави и рак на некој дел од главата? Да, еден од симптомите, посебно ако има, сега одиме во една многу специализирана работа, ако има секундарни депозити, како ги викаме, и во мозокот, може да се појави главоболка, само тоа е више во многу касна фаза. На почеток, да, кај неоплазми, да не кажам тумори, во мозочното ткиво кои на некој начин ги зафаќаат менингите или крвните садови. Јас сум видел, да не кажам 20-30, ама сигурно 20% на мозочни тумори кои пораснале многу, а немале никаква симптоматологија. Зависи од местото, например, десната регија има на зона зомбиет, ја викаме, зона која што нема и која што долго време останува практички без симптоми. Тоа е више субспецијална тема. Убава информација сте ми дале, тука морам да ја спомнам ова информација. Во САД поради главоболка годишно се вршат преку 10 милиони консултации, повеќе од 3 милиони консултации во Франција. Како е состојбата со нас, кај нас? Вие сте доктор, почитуван, не ви доаѓаат само пациенти од Македонија, туку од целиот регион. Кога се спомнува вашето име, вие сте тука на прв ред. Колку доаѓаат нашите сограѓани за контрола? Одлично прашање. Значи, тоа се, би рекол, корелации со големи земји, каде што имате 10 милиона. Ние имаме 2 милиона народ. 2 милиона народ, ама јас сигурен сум дека од 100 до 150 хиляди души во Македонија во текот на една година бараат потреба, имаат потреба и помош од консултација за главоболка. Тоа не е мала бројка. Вториот дел, значи консултацијата е едно, комплементарните, сега зборам за кост-бенефитот, за чинењето. Значи, вториот дел е да се направат комплементарни испитувања, што се неопходно потребни, и третиот дел е работоспособност. Вие кога имам главоболка, пардон, јас работам, ама не сум толку работоспособен како што кога не си целосен. Кога сте здрави. Да. Значи, страда работоспособноста и многу луѓе отсуствуваат од работа, нели, има, затоа што главоболката е многу силна, поготово кога се работи за некоја мигренозна атака, нели, која може да трае 2-3 дена. Професоре, ние сме некаде при крај со денешниот разговор. Може би заборавив нешто да прашувам, да спомнам, затоа на крај се ќе спомнеме. Би сакала уште еднашка да ни дадете препорака, совет. Што, професоре, наутро, посебно наутро, кога ќе станеме, многу често да знаеме, денеска главата како да ми пука.
Зошто тоа? Како да го спречиме тоа? Дали е доволно едно кафенце или една чаша вода да се напиеме и да го почнеме денот еве со нашата емисија, со нашата програма за 7 интернет. Значи, прво основно избегавање на сите стресогени полнежи. Стресот не полни. Второ, гледате да имате добар сон. Ти сонот во ризикофакторите на нашата хомеостаза, на равновесието на нашиот метаболизам, игра огромна улога. Тој го, французите викат, рекуперацион биоложик, тој го повраќа, го возобнува нашиот организам. Значи, треба да спиеме најмалку 7 сати. Многу битно. Оти хроничната несоница, постепено, со тек на месец, 2, 3, да не кажем година, 2, 3, ќе ви доведе до хронични главолки. И од нив не можете да се ослободите. Смартфоните, тачките, лаптопите, треба да ги држиме при себе? Да. Менталната превентива, ваша лична, е многу битно да ја знаете, да ја осознаете и да пазите на самите себе. Предлагаме спортување, предлагаме добри пријатели, предлагаме прошетки, предлагаме да не гледате хорор филмови навечер пред да легнете, нели? Да не слушате вести овакви и онакви кои ве возбудуваат. Него легнете си подобро, оставите ги и да не ги чуете. Значи, многу е важно како самата личност ќе умее да се предпази од тие, како што ги нареков, стресогени фактори, кои ако влезат во нас може да не прават големи штети. Сега надбор од тоа има и органски глоболки, има и симптоматски глоболки, кога мораме да побараме помош, али мојот совет е да не се готат многу лекови. Мислам дека нашата популација зема неконтролирано, а и лекарите, нека ме опростат, даваат неконтролирано многу лекови. Тоа не е добро. Професоре, за на крај, што е со смартфоните, со лаптопите, со сите други уреди пред спиење, што ги користиме? Дали тоа може да најави дека утре дента ние ќе имаме главоболен ден? Се што ми праша да не знам да читали, ама одлично прашање. Видите вака, екранот као фактор на декланширање на главоболка и на стрес е денеска многу присутен. Да не кажам, епте многу присутен. И на прво место ќе ја ставам ширината на екранот. Значи не исто дали играте игра или гледате во вашето мало телефонче на iPhone-от, односно на тие на смартфоните, таблетите, што ги викам, Франција викат таблети, нели? Или на еден екран кој има 28 инча. Јас кој ќе дојдете кај мене, ќе видите мојот екран е 28 инча Apple, односно јабука, нели? Огромен екран. Не за да покажам дека имам голем екран. Две работи се битни. Првата е да си ги заштитите очите. Најголемиот проблем на младите генерации во иднина ќе бидат очите. Поради премногу време употребено на мали екрани. Тоа е напнатост една која тек после 15, 20, 30, 50 години ќе дојде до извест. И вториот момент, сега одам во едно друго поглавле, тоа е меморијата. Вие, малото дете, го учите да оно само титне и добие нова информација. Притисни и добие... Значи, тој нема така наречено ретенционо време во мемориска смисла да едно напишано, да направи енграм, трак во себе, он треба да има ретенција, времена задршка. Дали тоа ќе биде, зависи од тоа што го чита. 10 секунди, 20 секунди, 1 минута, 5 минути, да го повтори тоа, да го погледа уште еден пат, да го напише тоа за да може да го внеси во себе. Не. Младите генерации се површни. И они има так. Вие младо дете да го ставите на опера да седи 2 сати, абсурд. А него е, се што се дешава унутар 3, 4, 5 минути, заврши играта. Иде нов пејач, иде ново собитие. Дали бев јасен? Значи, нема ретенционо време. И, уште една реченица, многу од младите ми се жалат
Не памтам ништо. Како ќе вие запамтите ако вие сега 30-50 информации, вие лично, мада вие ги читате и вие гледате, значи вие пак сепак употребувате време, а јас како гледаш една информација, друга информација, пета информација, 20 информации прелетаат пред мене. И после 2 сати зборам да нешто, видели тоа? Вие не сте го внеле во вас. Тоа само прелетало пред вас. Значи, тоа е тој мемориски проблем кој што јас сега имам 2 нови едиции. Една се вика фронтален лобус, друга се вика париетален лобус, во кој многу добро зборам, а и во тие книги се стресот за меморијата, за мемориските записи. За тоа, а надвор од тоа дали е тоа позитивен, оно што се дешава е позитивно за мене, па сакам да го прифатам, или е негативно, па уопште не го ни гледам. Значи имам многу прашања кои остануваат без одговор. Без одговор, затоа оставаме нешто. Јас ви благодарам на поканата и посебно на вас благодарам. Благодарам, професоре. Топлината со која ме обземавте ми е многу пријатно. Професоре, да оставиме нешто за да ни дојдете повторно госте. Ќе дојдем ако ме поканите, сакам за стрес да малку позборим. Секако, за стресот во целина, стресните ситуации се секојдневие наше, за се ќе позборуваме. Ви посакувам многу успех, да имате ден без главоболка. И ја на вас, и вие на мене. Благодарам. И на сите гледачи. И на сите гледачи. Да, благодарам. Прашикувате нderuar ishte profesor doktori, nderuar Metodiqe Preganov, neuropsikiatër dhe epileptolog, ai me cilin biseduam për kokëdhembjen. Ju kisha lutur, lëreni të gjitha problemet, lëreni të gjitha streset, lëreni të gjitha gajlet dhe derte në anash dhe të keni një ditë pa kokëdhembje. Atëherë tani do të shkojmë me pak muzikë. Muzika është një ndërshëruesit më të bukur dhe më të mëdhej të kokëdhembjeve. Muzikë dhe publicitet.